со заем во износ од 20 милиони евра, кој што треба да биде наменет за финансирање на проектот за енергетски ефикасна рехабилитација на студентските домови во Република Македонија. Почитувани колеги, доколку имавте искрена намера да вложите во реконструкција на студентските домови, а тоа впрочем беше и едно од вашите предизборни ветувања, дека ќе изградите студентски град и ќе овозможите достојни услови за живот на студентите. Доколку ова беше ваше искрено ветување, искрена намера, во изминативе 3 години ќе видевме барем една реализација и една инвестиција во однос на студентските домови. За жал, јавноста, но и ние пратениците се сомневаме дека ова едно од задолжувањата ќе биде искористено за одредена репрезентација, односно овие средства ќе бидат злоупотребени и искористени за непродуктивни трошоци, како што се репрезентација, службени патувања или високи и скапи дневници. За волја на вистината, јавноста треба да знае, како што Министерката за финансии се пофали дека овој буџет најголем досега изнесува 4 милиарди евра, јавноста треба да знае дека овој мегаломански буџет имате предвидено само 10% од средствата за капитални инвестиции. Зошто, почитувани колеги, доколку сакавте да допринесете за студентските домови, во овој буџет не инсистиравте да влезат повеќе средства за капитални инвестиции и од буџетските средства да бидат реконструирани студентските домови, да бидат ефикасно рехабилитирани и да се изгради студентскиот град кој што го ветивте. Во интерес на јавноста би сакала да напоменам само дека со буџетот предвидувате 34% кратење на ученички стандард. 21% имаме помалку за студентски стандард. 17% помалку за наука. 38% помалку за изградба на основни училишта. 20% помалку за реконструкција на основни училишта. 33% помалку за изградба на средни училишта. И 50% помалку предвидени средства за изградба и реконструкција на студентските домови. Сега со буџетот имате намалување на средствата кои што се однесуваат за реконструкција и изградба на студентските домови, но затоа пак владата одлучи да се задолжи кај кредитната банка за обнова. И тоа со 20 милиони евра. Почитувани колеги, многу од нас имаат блиски студенти кои што се сместени во студентските домови. Може би некои од вас имаат собствени деца сместени во овие студентски домови, или може би внуци. И сите вие добро знаете дека ситуацијата во овие студентски домови е во катастрофално лоша состојба. Имавме ситуација каде што паѓаше плафонот во студентски дом. Имаме секојдневно ситуации каде што гледаме дека студентите се жалат на лошата храна, на лошите услови за живот, каде што нема топла вода и нема греење. И овие проблеми студентите ги тиштат со години наназад. Ако во претходниот период се реконструираа 2 блока од студентскиот дом Гоце Делчев, за овој период, за овие последниве 3 години, за жал, немаме никаква капитална инвестиција во студентските домови. Ова задолжување ќе беше убаво доколку се случеше порано или доколку средствата од капиталните инвестиции од буџетот беа искористени досега и беа инвестирани токму во реконструкција на студентските домови. За жал, само денес со овие предлог закони имаме задолжување од над 260 милиони евра. Овие задолжувања ќе треба да ги враќаат граѓаните на Република Македонија. Оваа влада ќе замине за кратко време, но за жал големите долгови ќе останат и после нејзе. Благодарам.